Добро вечер. Денешниот ден несомнено е познат по празнувањето во името на виното и љубовта. Но кои уште настане ќе останат забележани за овој 14 февруари, ќе проследиме по кратката најава за она што ќе следи. Со ритуално закрујување на лозниците, денес се славеше Свети Трифун, заштитник на лозарите, еве како се празнуваше во Карбенци и Лозово. Најголемото јавно предпријатие на истокот, Штипски исар, наскоро ќе започне со производство на електрична енергија за потребите на филтер станицата. Собранието на Македонија неделава изгласа измена на водостопанска основа во делот на измена на котите на планираната брана Јагмолар во близина на Штип. Започнуваме со вестите од национално значење кои го задржуваат вниманието на широката јавност. Министерот за надворешни работи на Кралството Холандија Берт Кундерс денес беше во посета на Македонија, а пораката која јасно ја упатил кон раководствата на СДСМ и ВМРО-ДПМН е дека нема европска перспектива за Македонија без целосно спроведување на договорот од Пржино. Покрај прашањето за мигрантската криза, зашто Кундерс посочи дека затворањето на границите не е решение на кризата, разговорот и разменетите ставови и размислувањата заедно со председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски за актуелната политичка состојба, односите меѓу двете држави и интеграцијските процеси важни за Република Македонија, ги потврдија добрите и пријателски односи меѓу двете држави и укажаа на понатамошно почитување и поддршка. Специјалното јавно обвинителство ги обжали одлуките на судиите на претходната постапка со кои не беше прифатено барањето за одредување мерка притвор на осомничените за изборни измами во случајот Титаник. Основниот суд Скопје 1 во рок од 48 часа треба да донесе одлука по жалбата на специјалното обвинителство. Кривичниот суд во Скопје засега пропушти да се запише во историјата на Република Македонија. Следуваат жалби. Вака гласеше пораката на специјалното јавно обвинителство, напишана на својот официјален Facebook профил, поради одлуката на судот да не им се одреди притвор на осомничените во случајот Титаник, а жалбите веќе стигнале до Кривичниот суд. Советот тројца суди од Основниот суд Скопје 1 во рок од 48 часа треба да донесе одлука по жалбата на специјалното обвинителство. Ако Советот ја прифати жалбата и им изрече мерка притвор, осомничените имаат 24 часа рок да се жалат до повисока судска инстанца. Специјалното јавно обвинителство побарало мерка притвор за екс-министрите Милијана Киески и Гордана Јанкуловска, за градоначалникот на Пустец Едмон Темелко, како и за секретарот на владата Кирил Божиновски, поради тоа што можеле да влијаат на сведоците и постапката, соопшти од Кривичниот суд. Барањето на специјалното јавно обвинителство и обвинителката Катица Јанева за притвор на 8 лица вчера беше одбиено од страна на Кривичниот суд со образложение дека истото е неосновано. Денес на пригоден начин беше одбележан Свети Трифун на плантажите на Зегин во Лозово. Чинот на закриувањето во присуство на свештеници од Брегалничката епархија и бројни гости го изврши Благоје Механџиски, собственик на Зегин, а од пред неколку години и собственик на овие плантажи. При тоа беше извршено дефиле на современата земјоделска механизација со која се обработува површината во Лозово. Дека станува збор за мощна, успешна и респектабилна фирма, говорат многуте признанија за вината кои се извезуваат на пазарите во Европската унија, истакна собственик Механџиски. Денес лозарите го честуваа Свети Трифун, нивниот заштитник, за кој се верува дека ги штити лозовите наседи од болести и им донесува поголем берекет доколку се помолат пред неговиот лик. На лозовите плантажи на Зегин во Лозово денес во присуство на поголем број гости и со црковен благослов на свештеници од Брегалничката епархија беше извршено закројувањето во чест на заштитникот на лозарите Свети Трифун. Собственикот на Зегина од пред неколку години на овие плантажи, кои до пред купувањето беа запоставени и нерентабилни, со задоволство ќе истакне. Денеска дозволете да го споделиме заеднички овој убав празник, кој е празник на виното, кој е празник на младоста, на љубовта и уште еднаш да се заблагодарам што дојдовте во еден таков доста
како да кажам, ексклузивен состав и ја зголемивте нашата определба да се представиме пред јавноста од она што го гледате, дека стварно ние има што да покажеме на овој ден. Ние сме нови во тој бизнис, 5 години го имаме овој насади, а видите, веќе имаме преку 10 златни медали од вината и овдека имаме доста новитети во третирањето. Печат на денешниот настан му даде дефилето на механизацијата со која се обработуваат лозовите насади, со примена на најнови агротехнички мерки, поради што и резултатите не изостануваат. Ние ланската година единствено немавме ни едно зрно заболено корозија, што тоа е резултат на нашата соработка со преку 20 институти од земјоделство од целиот свет. Земете од Чиле, земете од Бразил, Нов Зеланд, Шпанија, Франција, Италија и Германија и ред други земји од соседството. Овдека јас не сакам многу да зборувам, сакам да ја представите со сликовито ова гледка што се гледа и ако знаат некој каква била пред неколку години, пред да го земеме, овој плантаж ќе зборат самите прилози. Компанијата Зеген обработува околу 500 хектари со разновидни сорти грозје и работно ангажира уште 500 луѓе. Во иднина акцент ќе стави на органското производство на разновидно овошје, кое одговара на овдешните климатски и почвени услови. На иницијатива на огранокот на пензионери од село Таринци во чест на празникот на виното и љубовта, денес во името на Бабина баница беа подготвени традиционалните македонски специјалитети од брашно, а посетеноста на ваквата манифестација со тенденција во иднина да стане традиционална беше забележително голема. Во чест на празникот на виното и љубовта, денес во село Таринци започна една нова традиција – Бабина баница. Ова е за прв пат, се надевам дека ова ќе прерасне во традиција, така да можеме и ние како општина, нели, да може да го прославуваме овој ден, да има повеќе манифестации. Ова година е скромно. Се надеваме дека од наредната година ќе може да имаме повеќе содржини, односно да имаме и музички настапи и вешта жена. Гледам сега денеска има некои од Сдруженијето на пензионери организирале нели со традиционални јадења и зелници. Така да се надеваме дека ова е прекрасна работа и се надеваме дека од година ќе прерасне во традиција и ќе биде се помасовно и поголем. Ваквата манифестација беше на иницијативата на огранокот на пензионери од село Таринци, а Сдруженијето на пензионери од Штип ја поздрави ваквата манифестација. Како здружение поддржуваме вакви акции во сите ограноци кај ќе се случат, бидејќи е корисно пензионерите се соберат да се движат, да се едноставно да се дружат. За да не се заборават старите специјалитети, домакинките од овој крај подготвија разни видови на јадења, како зелници, баници и благи погачи. Прва година, оваа година ондоризот. Друга година, у кој ќе спадне парата, тај ќе биде кум. Ете, ја подготвих старски обичај, бркадан, качамак со жмирки. Тоест, па младите сега не знаат да прават, ама ние постарите знаеме да правим. А младите тоа не го знаат да го направат. Убаво многу, да ме рака убаво. Ние сме од Карорма. Старо време специјалитети има. И работиме ние од деца уште. И сега сакаме па на стари години што можеме да покажеме нешто. Да има. А многу убава собранијата. Пишерлија. Тоа е од свекрва ми. Она живеа 18 години, јас му речи 60 тука. Тоа ми е од неа наследство. Ја подготвих, имам бурек, сирење, имам джинки, кисели, торшигичка. Убаво. Да има секоја година. Од Таринци да го имаме убаво. Посетеноста беше голема. Присутни беа жителите од околните села, како и од градот Штип. Нашиот сограѓанин, писателот Трајче Кацаров од Штип, заедно со Ивица Баковиќ од Хрватска и Душан Ѓуришиќ од Црнагора, се годинашните добитници на меѓународната награда Големиот принц на фестивалот Големи и мали деца. Кацаров е награден за неговата најнова книга за деца и млади Сказките на метод Петто, мини роман кој говори за периодот кога детето се одвојува, односно како што вели авторот, не се држи веќе црсто за здолништето на бабата и фустанот на мајката. По неговата претходна книга Ојле брада во животинска балада, Кацаров повторно ја збогатува македонската литература за деца и млади.
продолжение на дневникот се навраќаме на дел од настаните од неделата зад нас. Во петокот во Основниот суд во Штип се одлучуваше за стечајните побарувања на доверителите на Индоминерали и Метали. Рударите од Зледово и Тораница се надеваат на скоро рестартирање на работата на овие рудници за олово и цинк и избор на сериозен концесионер кој ќе ги подобри условите за работа. Во Основниот суд во Штип на испитно рочиште доверителите и стечајниот управник ги дефинираа побарувањата од стечајната маса на Индоминерали во стечај. За стечајниот управник неспорни се над 8 милиони евра побарувања од доверителите, но за над 3 милиони евра како спорни побарувања одлучува судот. На 18 февруари треба и официјално да се одржи првото извештајно рочиште на собранието на доверители за рудниците, кои беа во сопственост на индиската Индоминерали и Метали. За мене како председател на одборот на доверители е важно од една страна колку е можно повеќе да се исплати побарувањето на сите доверители, меѓутоа како градоначалник на општина Пробиштип, најважно е колку е можно побрзо да се рестартираат рудниците, односно колку е можно побрзо сите рудари и од Пробиштип и од Крива Паланка да појдат на работа и од друга страна и тие се нели дел од стечајната маса, од побарувањата, да им бидат исплатени за останатите плати на работниците од двата рудника. Од синдикатот на рудникот Злетово бараат што побрзо рестартирање на рудникот, рударите што побрзо да започнат со работа, да произведуваат и да земаат плата. Тие апелираат стечајната управничка да најде начин да ги исплати работниците кои го одржуваат рудникот. Една од болните точки е работниците кои работат на одржување уште немаат земано плата, немаат здравствено осигурување, исто и пензиско осигурување. Апелирам на стечената управничка да најде начин за да ги уѓето исплате. Инаку тие веќе губат ова морал и не сакат да водат на работа. Фактички без пари и без здравствено осигурување, а тоа е рудникова, знаеме, специфична и тешка работа е, значи не сакат да водат. Ние сме за да што поскоро, у најкраток можен рок, имаме ние од синдикатот барање поднесено и до влада, и до министерства, до се, и до господин Груевски, и до Министерство на економија, и секаде сме имаме обратено, и со молба, и со апели, што поскоро се рестартира рудникот, за да можеме да работиме, да се работиме, да произведеме и да земеме. Последниот концесионер Индоминерали и Метали 10 години менаџираше со рудниците Добрево и Тораница, каде производството запре на 24 септември минатата година и без работа останаа околу 1000 рудари. Во меѓувреме, владата распиша оглас за доделување на концесија за овие рудници, а на 16 март ќе се одржи електронско надавање за нов концесионер. Кога сме кај минералите, Универзитетот Гоце Делчев планира да се вклучи во проект во кој клучна улога има еден од најретките минерали во светот, а кој го има на територијата на Македонија. Овој минерал ќе даде одговор на многу прашања поврзани со сонцето. Со експерименталниот проект со елементот лорандит, кој се наоѓа во рудникот Алшар на планината Кожув, частицата неутрино и сончевите зраци може да се дознае за активностите на сонцето во последните 5 милиони години. Неутриното како честичка на атомот се истражува од 30-те години на минатиот век. Досега се направени неколку проекти кои работат на детекција на тоа дека неутриното потекнува од сонцето во Америка, Канада и Јапонија, Русија и Италија. Професор доктор Блажо Боев, ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и експерт во рударството, рече дека станува збор за ретки проекти за истражување на неутриното, а меѓу нив е и Лорекс проектот, кој работи на принципот на природниот минерал лорандит и затоа проектот се нарекува Лорекс, спој на името на минералот и зборот експеримент за истражување на овој минерал. Станува збор за релативно поевтин проект, истакнува професор доктор Боев. Ке работи на тоа да ги следи реакциите кои случуваат на интеракцијата на сонцето, на неутриното од сонцето со минералот лорандит кој се наоѓа во Алшар. Значи се одредуваат траговите, неговите трагови на интеракцијата. Станува збор за интеракција на неутриното со лорандитот кој се одржи во себе талиум. Во реакција на неутриното со талиумот се генерира олово 205.
Ние буквално во таа количина на лорандит имаме намера да го измериме олово 205 кој потекнува само од таа реакција, од никоја друга реакција. Бидејќи Алшар е на оѓалиште старо 5 милиони години, тоа значи дека и лорандитот пронајден таму е стар 5 милиони години. Со тоа очекуваме дека ќе утврдиме активноста на Сонцето во последните 5 милиони години, изјави професор доктор Боев и додаде дека во моментов во Универзитетот Гоце Делчев се подготвува апликација до германскиот и австрискиот фонд за наука за продолжување на Лорекс проектот. Добиените публикации ќе бидат објавени и тоа ќе биде еден од најфундаменталните проекти кои во овој дел на Балканот или во Европа во моментот се истражува. Досега не бил многу афирмиран, бидејќи нема конкретни резултати од мерењата. Се уште не го правиме тоа, бидејќи конкретните резултати се уште ги немаме мерењата. Реков, преговараме со јапонските лаборатории во Јапонија кои што може да се вршат такви мерења за да обезбедиме материјал, веќе се наоѓаме на 70% од количината на материјал што треба да се обезбеди. Значи треба негде околу килограм материјал, веќе имаме 700 грама. Се надеваме дека во текот на оваа година ќе обезбедиме уште 300 грама да го обезбедиме целокупниот таргет на метите кои треба да се мерат во Јапонија и мислам дека брзо време ќе има резултати од тој фундаментален проект кој е исклучително важен проект во делот на развојот на науката. За краток временски период, според професор доктор Блажо Боев, за 2-3 години, кога треба да бидат направени финалните мерења во делот на придонесот што го има неутриното, ќе се знае дали ќе се остварат очекувањата од овој фундаментален проект кој е од исклучителна важност во делот на развојот на науката. Најголемото јавно предпријатие на истокот Штипски Исар наскоро ќе започне со производство на електрична енергија за потребите на филтер станицата. Од предпријатието планираат милионска заштеда секој месец. Фотоволтажни панели за производство на електрична енергија јавното предпријатие Исар ќе поставува на филтер станицата Штип. За 3 месеци се очекува да започне постапката за поставување на овој систем, кој ќе го користи сонцето како извор за создавање на струја. Проценетата вредност на проектот е над 1 милион евра и представува еден од најкрупните проекти кои ова јавно предпријатие планира да ги реализира оваа година. Денес ги предадовме документите во Советот на Општина Штип, ја чекаме одлуката на Советот и веднаш започнуваме со тендерската постапка за инсталација на панелите кои се вредни некаде 1 милион евра. Проценетата вредност е 1 милион евра. Целата постапка се очекува да заврши некаде за 3 месеци за отпочнување на инсталирање на овие панели. Ваквиот начин на производство на енергија ќе ги сведе на минимум трошоците на ова јавно предпријатие, чии месечни сметки кон ЕВН изнесуваат 2,5 милиони денари. 2 години е рокот за кој инвестицијата во целост ќе биде исплатлива. Наместо обврската кон ЕВН, јавното предпријатие истиот износ да го финансира за добивање на инвестиција што ќе биде долгорочно негова и со самото тоа во определен момент по исплатувањето на обврската кон панелите целокупниот приход што досега би одел на трошок на јавното предпријатие би останувал во негова полза. Во овој момент јавното предпријатие интензивно работи на покривање и изградба на доќаните на градскиот пазар, како и замена и поставување на нови електронски водомери. Собранието на Македонија неделава изгласа измена на водостопанската основа во делот на измена на котите на планираната брана Јагмулар во близина на Штип. Отстранета е грешка која повеќе децении беше пречка за изградба на браната и на планираниот хидросистем. По повеќе од 40 години променета е котата на планираната брана Јагмулар на 18 километри од Штип во долината на река Брегалница на 25 километри од вливот во Вардар. Македонското собрание даде зелено светло на предлог измената на водостопанската основа на Македонија, со што се надминува реалната опасност од поплавување на делот од Штип во близина на Новосело. Се отвара можност за реализација на неколку проекти поврзани со оваа брана, а од странета и најголемата пречка за донесување на генерален урбанистички план на општина Штип. Ова планско решение представуваше проблем за голем број на граѓани на Штип, имајќи предвид дека се поплавуваше славното ново село во Штип и целокупните оние индустријски објекти кои што се наоѓаат на потегот на патот Штип према Радовиш, и поплавување на средно училиште Искра, живинарска фарма, кланица, дистилерија, поплавување на 3 села, Пенуште, Стемелци и Доброшани. И од таа причина имаше долги години потреба за промена на ова водостопанско
решение. Експресниот пат А4 Штип-Радовиш ја наметна потребата од измена на ова водостопанско решение и симнување на висината на котата на оваа брана која беше проектирана како повеќе наменско водостопанско решение со кое се планираше водоснабдување на Штип со околните села, водоснабдување и ладење на 6 термоелектрани, наводнување на 900 хектари земјоделско земјиште, енергетско користење и заштита од поплави на низводното подрачје. Опцијата за водоснабдување на Штип од оваа брана сега отпаѓа заради тоа што градот се преориентира кон водите од хидросистемот Злетовица. Новото планско решение повлекува намалување на котата за 12,8 метри, односно од 262,8 на 250 метри надморска висина, со што се избегнуваат сите овие проблеми кои што се појавуваат. Општина Штип позитивно се изјасни за истото, со напомена дека нема потреба за обезбедување вода за пиење за Штип од истата брана Јагмулар, имајќи во предвид дека во изминатиот период е изграден хидросистем од Злетовица кој што го решава проблемот за наводнување, вода за пиење на повеќе општини во источниот регион. Измената на постојното планско решение за хидросистемот Јагмулар значи многу пред се за изградба на експресниот пат Штип-Радовиш, а намалените коти отвораат и реална можност оваа брана близу Штип од идеја стара неколку децении наскоро да стане реалност. Сириската армија отвори оган врз артилериските позиции на турската територија, каде пукале војници на Башар Асад во северниот дел на провинцијата Латакија, соопшти агенциите. Владините сили дале неколку предупредувачки закани. Според информации на агенциите, турците почнале да пукаат кон сириската армија кога таа отворила оган врз терористи, отстапувајќи од село Руисат. Се додава и дека турските воени сигурно виделе по кого стрела, бидејќи тие се наоѓале само на неколку метри од бодликавата жица долж границата. Првата порака за одмаздички сириски оган врз позициите на турските артилериски лансери дошле од сириски медиуми активисти, кои се повикуваат на своји извори во армијата. Грчките земјоделци кои неколку дена протестираат против владините планови за реформи во даночниот и пензискиот систем, синоќа ги прекинаа блокадите на Атина, но се заканија дека повторно ќе дојдат во главниот град, доколку владата не го слушне нивниот глас. Под дводневната блокада на Атина со трактори, лидерот на земјоделците Вангелис Бутас најави продолжување на протестите од утре, со блокирање на патиштата и граничните премини. Според Бутас, утре земјоделците ќе постават блокади на 68 локации ширум Грција. Покрај откажувањето на владата од плановите за зголемување на даноците и за промени во пензискиот систем, земјоделците бараат и намалување на нивните производни трошоци, како и да бидат ослободени од плаќањето данок на дизел горивото. Најмалку 40 лица се повредени синоќа во верижен судар на околу 50 возила на автопат во американската сојузна држава Пенсилванија. Како што јави BBC, несреќата се случила на околу 120 километри северозападно од градот Филаделфија. Според болнички извори, тројца од повредените во несреќата се наоѓаат во критична состојба. Причини за сударот е лизгавиот пат на кој имало наноси од снег во услови на студено време. Околу 4 милиарди луѓе ширум светот, од кои речиси 2 милиарди само во Кина и Индија, вкупно околу 1 месец во годината се соочуваат со сериозен недостиг на вода за пиење. Се наведува во извештај објавен во најновиот број на американското научно списание Science Advance. Од нив околу 500 милиони луѓе речиси во текот на цела година се соочуваат со недостиг на питка вода. Се посочува во извештајот, изработен врз основа на податоци од државни институции и меѓународни организации. Во извештајот се наведува дека овој недостиг на вода за пиење се должи на глобалниот пораст на населението, растот на потрошувачката и зголемените потреби за наводнување во земјоделството.
Најдобриот спортист на Штип за 2015 година Емил Павлов без проблем дојде до нова титула. На државното првенство во карате кое се одржува овој викенд во Скопје, Емил го освои првото место во категорија сениори до 60 килограми. Имено во првото коло Павлов беше слободен, потоа во полуфинале оствари победа од 5:0 против Горан Николовски од карате клубот Металург. И во финале со резултат од 4:0 во борба против Шабан Муртиши од карате клубот Дрина се закити со златен медал. Ова за каратистот е 7-ма титула освоена на државно првенство. Следно од носителот на бронзениот медал од Европските игри во Баку е Балканското првенство во Истанбул, Турција, каде што ќе замине за 2 недели. Ова беше се во ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатен остаток од вечерта.